Меѓународен студентски фолклорен фестивал 2023 година со мене представници АКУД Мирче Ацев, спроти мене директорот Благоја Јовановски. Добро утро. Добро утро, поздрав до сите гледачи на Македонска телевизија. Благодарам. Од нашата лева страна ни е Матеја Марковска и Бојан Богоевски. Добро утро од мене. Добре, ни дојдовте вака, сите заедно. Може да започнеме со тоа дека станува збор за традиционален фестивал, ама ајде еве, сепак вие може да дадете и вовед во тоа, господине Благоја, за идејата за реализирање и отпочнување еден ваков фестивал. Вака, морам накратко да кажам, фестивалот почнал 1967 година. Идејата за формирање на овој фестивал потекнува од градот Скопје. Градот Скопје го порача на студентите на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Овој фестивал да се одржува и тој е наменет фестивал на солидарноста во чест на сите земји кои што учествуваа во изградбата на градот Скопје после катастрофалниот земјотрес од 1963 година, која што го зафати градот Скопје. И така на една благодарност кон сите оние кои што помогнале во изградбата на градот Скопје се формира овој меѓународен студентски фолклорен фестивал. Фестивал на солидарност. Која година е поред? Оваа година 44-ти поред, 44-то издание на Меѓународниот студентски фолклорен фестивал, со оглед на тоа дека до 87 година го организираше Сојузот на студенти на Универзитетот Свети Кирил Методи. Меѓутоа со промената на таму председатели на Сојуз на студенти овона, тој фестивал биенално се одржуваше, ама и со одредени прекини во годината. Така да од 90-та година со доаѓањето мене како секретар на Академското културно-уметничко друштво Мирче Ацев, професионално, јас го зедов во организација на АКУД Мирче Ацев и од 90-та година со сите оние проблеми кои што ги имавме, војните кои почнаа од Словенија па до 2001 година, ние не престанавме да го одржуваме. Значи секоја година најдовте начин како сепак да се реализира. Станува збор за фестивал кој што колку земи и колку ансамбли ќе дојдат од странство годинава. Па оваа година, значи, покрај фолклорниот и хорскиот го организираме во исто време фестивал. Добро. Хорскиот фестивал, морам да кажам, дека е посветен на 90 години од нашиот диригент, професорот Драган Шуплевски. И така и се вика фестивалот посветен на Драган Шуплевски, хорски фестивал. А фолклорниот фестивал, фестивал на солидарноста, ќе биде посветен на 60 годишнината од катастрофалниот земјотрес на градот Скопје. Ќе се вратиме пак... Тоа значи 44-то издание и 6-то издание на хорскиот фестивал. Ќе се вратиме повторно на тоа кои се ќе земе учество и каде, како ќе биде? Земи имаме хорски фолклорен ансамбл од Словачка, потоа од Словенија, студент Марибор ни доаѓа од универзитетот, ни доаѓа Туфак од Јалова, студентскиот ансамбл, исто така од Турција, потоа од Србија Орониш ни доаѓа и се разбира 5 од 12 вели фолклорни ансамбли. Навистина е голема бројка. Да. Тоа се значи домашни и странски ансамбли кои што ќе земат учество. Ајде ги вклучиме малку и учесниците наши тука домашни домаќините. Матеја, Бојан ќе дозволиш. Нормално, да. Матеја да почне. Матеја, која е твојата улога во фестивалот? Оваа година на овој фестивал имам улога на водич, односно групите кои што ќе дојдат на овој фестивал со добра организација, да се здружиме поише, да се запознаеме со нивната култура, исто така да се запознаат со нашите заниматости во Скопје. Добро. Ќе ги носиме на Канон Матка, исто така и во музеот. Имате направена агенда, каде ќе шетате? Да, имаме направена програма. Исто така ќе се одржува и национална вечер, како на македонската култура и исто така и на турската и словенската и словачката. Каде што, па да, добро, ќе имате можност не само нели ние да се запознаеме со други култури, туку да бидеме и добри домаќини, да покажеме што се како имаме. Бојан, која е твојата улога? Пред се да почнам, сакам да се заблагодарам за поканата и да ги поздравиме сите гледачи на Македонската радио телевизија. Мислам, честа е наша да го представиме нашиот фестивал кој 44 години обстојува. Имам да кажам една интересна улога покрај медиумскиот дел, нели да го покриеме, да ги информираме вашите гледачи за она што ние го подготвивме. Тука сум нели да направиме на координација во однос на
на тимовите, на водичите. Директорот, морам да упатам на голема благодарност до него, кој што дава шанса на млади луѓе да се испробат во една нова сфера, нова обврска, сепак нели се они на летен одмор, па ги користат овие денови да научат нешто, да направат организација, да пробаат, да видат дека можат и сами. Започнуваме, како што кажавте, веќе од понеделник. Подготовките се веќе, да кажам, завршени. Финалните делчиња веќе се при крај. Тука, како што кажав, сум нели да ги координираме работите. Добро, координаторот е најважен, никој да не залута. Така, да се пошегуваме малку, но голема обврска е пред се да се представи македонската традиција, македонската култура. Мислам дека и ние тука домашните до крај и работите не ги познаваме, треба секогаш со повозрастните да се исконсултираме, особено кога станува збор за 44 годишна традиција, па верувам дека внимателно и на деталите. Внимавате, посветувате внимание. Јас сум, да кажем, човек што е перфекционист, сакам да биде се плански сработено, значи да биде се до детал. Да веруваме дека ќе бидеме представени како што ни доликува. Буквално. Добро. Добро, одлична е можноста да дадете шанса и прилика да пружите рака на помладите и верувате, таа се нека нова генерација која што треба и да ја продолжат ова традиција. Па нормално историјата не се гради само од еден човек, нели таа поколение на поколенија треба да се пренесува. Ја веќе 33 пат како што сум директор на овој меѓународен студентски фолклорен фестивал и во Академското културно-уметничко друштво и нормално дека треба некој после мене да дојде и да ја продолжи таа традиција. Што ќе оставите се во наследство? Па во наследство ќе оставам многу. Значи 6-часовна програма во фолклорниот ансамбл, исто така во хорскиот ансамбл, голем број на народни носи кои што сме ги спечалиле овие изминати години, преку 467 имаме оригинални македонски носи кои навистина ги чуваме многу добро за да ги задржиме да траат што подолго време, каде што навистина се представуваме и во земјата и во странство и сме еден бренд и традиција во целиот свет, секаде каде што ќе се појавиме, сме на врвот на тие манифестации и навистина за сега доста успешно тоа го обавуваме и мислам дека во иднина овие генерации кои што следат после нас ќе оставиме нешто кое што ќе го продолжат, барем 90% барем ние како што сме го зачувале и сме го представувале нашиот македонски фолклор и традиција. Но до тогаш ве чека уште многу работа, значи да не си брзаме, така? Има уште многу работа пред нас. Што ќе издвоите, што е специфично за годинишното издание? За годинашното издание на студентскиот фолклорен фестивал. Значи, кажав, оваа година 60 години катастрофален земјотрес, го одбележуваме по многу настани по тој повод се случира. Во програмата се предвидени повеќе концерти, настани и пропратни работи. Значи, ние, фестивалот не е фестивал само да настапат на тие обавезни концерти кои што ги имаме, значи во програмата. И кај се ќе се одржува? Тие ќе бидат, значи, на повеќе локации. 21 ќе биде на млечниот, платото на млечен ресторан. 22 во Сити Молот ќе настапат само странските учесници, 23 на Делфина. Со градот не успеавме да воспоставиме контакти од ден денеска, затоа што нема кој да ни одговори, за да можеме, обично се правеше на камениот мост, традиционално. Паметам. Меѓутоа, комисиите се уште не нашле за сходно да се состанат и да одлучат по програмите кои што конкуриравме. Немаме никакви одговори, немаме ништо и затоа решивме да бараме алтернативни и многу убави локации одбравме, каде што навистина народот на отворено, тоа е значи отворено, секој може автентични плоштади во општините, автентични плоштади кај што се собира доста народ и може да го проследи овој наш 44-ти меѓународен студентски фолклорен фестивал. Покрај овие, значи, концерти кои што ги организираме со фолклорниот ансамбл, хорскиот ансамбл исто така е домајки на 6-тиот поред меѓународен хорски фестивал, кој што го посветивме на наш долгогодишен овај диригент во Академското културно-уметничко друштво, Драган Шуплевски, и 90 години се од неговото раѓање се и го посветивме на него. Тоа е, значи, еден наш истакнат хорски уметник,
кој што навистина доста награди освоило со академскиот хор Мирчацев, прво, второ место во Ланголен во Англија и многу други. И затоа решивме да овај фестивал го посветиме токму на него, на неговото дело. Да, Ке имаме од Словачка, од Орони, Србија и повеќе хорови наши домашни, од Велес ни гостуваат Вардар хорот, кои што се ветерани излезени од академскиот хор Мирчацев, и правиме така една заедничка целина која што завршува навечер со едни традиционални, национални вечери, каде што се проследени со национална храна, игра, представување на културата од секоја земја, и тука веќе се потрудивме да направиме едно зближување покрај овие концерти на сите овие учесници кои што ќе земат учество на токму на овие фестивали. Па така, храна, музика и храна, музика, дружба, запознавање, тука се формираат, мислам, пријателства и тоа е целта на фестивалот. Тоа се пријателства за цел живот. Чинам дека еве може да ги прашаме и младите, пријателства кои што си ги негувате и верувам дека ќе си негувате, Матеја. Да. Па со текот на годините сум поминал доста фестивали, многу пријателства се склучени, дали биле во однос на организацијата, па сме се конектирали пред да дојдат луѓето со учесниците. Секако при самото доаѓање на фестивалот многу комуникација, многу дружба, не е само концертот како еден продукт, дружбата е многу убав момент кој што останува во нашите сеќавања. Да. Така што јас би искористил оваа прилика додека сме во вашата телевизија и на вашата емисија да ги поканам сите млади, да кажам, деца да се приклучат на фолклорот. Веќе од септември ги започнуваме нашите уписи во Академското културно-уметничко друштво. Директорот може да појасни која е онаа возраст која е идеална за започнување во фолклорот. Има многу предности, многу шетање, многу дружба. Ајде кажете кои се предностите, па после ќе кажеме кои. Па еве, дел од предностите веќе ги кажавме. Прво, дружба со многу луѓе, значи комуникација со различни карактери, многу интересно. Што некогаш знаеме да има недоразбирање, меѓутоа така. Сакав да почнам јас од самите проби, па нели доаѓаат и фестивали и настани, значи едноставно имаме многу комуникација меѓусебна, многу дружба, менаџирање буквално со луѓе, така што еве Матеја веќе во помладокот да кажам, веќе супер се снаоѓа, се покажала и како лидер, па веќе и директорот ја препознал, ја стави како водич на фестивалот, така што ја може да изјасни некое нејзино искуство од фестивалите доколку сака. Ќе мораш, Матеја. Барем на кратко. Да. Па пред се дружбата на фестивалот, како што рече Бојан, се запознаваме со многу други луѓе, исто така и со нивната култура, што за нас е нешто ново. Научивме по некој зборче плюс на друг јазик. Да, друг јазик. Исто така и нели нивната култура. Нивната традиција, нивниот начин, можеби секој општество има поинаков начин на однесување, на комуникација, ама кога се мислам дека кога се храни музика на едно место како комбинација, дека секогаш наоѓаме заеднички јазик. Да. Може да го заокружиме разговорот со тоа кога се отворени уписите, кој може да се запише? Со стартот на новата учебна година, секој може, она што сакав да го кажам, најважно е за овие млади луѓе, пред се кои што членуваат не само во Академското културно-уметничко друштво, воопшто во културно-уметничките друштва во Македонија, најважно е да го научат македонскиот фолклор. Тоа ни е основната цел. Сето друго понатаму, гостувањата на фестивали, познанствата, шетањето, тоа се благодетите дополнително. Дополнителна работа, меѓутоа основно е да го научат македонскиот фолклор, кој што навистина е бренд во целиот свет. Ние имаме проблеми со нашата земја затоа што е малку промовирана во светот и првите концерти додека ги дадеме на турнеите. Во Абу Даби бевме, Нови Сад ова година, Будва, Порто сега се вративме пред некој ден на фестивалот. Првите концерти ни се проблеми затоа што кога ќе ги настапиме првите настапи наши, изведби на нашите македонски ора, тогаш веќе друга слика се појавува кај организаторите. Одма други уште дополнителни концерти, настапи, бараат се повеќе и повеќе да играме. Тоа значи дека нашиот фолклор е многу интересен, многу квалитетен, се разбира доколку го научиме како што треба и да ги изведиме тие наши кореографии.
И затоа јас препорачувам прво, значи, на оние кои што сакаат да членуваат во нашето друштво. Возраста е најидеална од 7 години. Така да се поделени по возрасти од 7 до 10, 10 до 14, 14 до 18 и првиот ансамбл од 18 нагоре, може и порано, некој што е поквалитетен. Ама афинитетите се пројавуваат негде од 10 години нагоре, така? Да, и се проценува од 7 години. Од 7, 7 добро, и се години е проценува најидеална кој возраст сака да почнат да учат македонски фолклор за да стасат до некое ниво како што ние го сакаме. И да имаат континуитет. Да. Тежок е македонскиот фолклор, не се учи преку ноќ, меѓутоа треба време и залагање доста кај сите членови и дисциплина за да го научат. Доколку го научат, после патот му е отворен. Тоа сакав да кажам, сите порти се отворени, аме доколку влезат и бидат дел од културно-метничкото друштво, потоа некако така не можеш да го оставиш. Така е. Тоа е тоа. Ви благодарам за гостувањето, благодарам што бевте денеска тука. Повторно ги каниме сите од понеделник, така? Така, од понеделник. Да. Како што ги каже и директорот, локациите се тие, значи Делфина. Влезате слободен, отворен на сите концерти. Да. Одлична можност и прилика да се ужива. Од колку часот ќе започнуваат? Ако не слажам, веќе 20 часот е предвиден за почеток на... Супер, кога ќе стигне. Јас ќе ве поканам и вас и вашата екипа да дојдете да го проследите настанот, па да се видиме во некое следно издание да им покажеме на гледачите ако доколку не дошле, што пропуштиле. Така и што ние сме научиле. Така и што сме научиле. Благодарам за гостувањето, ќе го заокружиме